некако сите сме во петролеј зелено или барем повеќето. Гледам тука доста луѓе. И благодата е таква убава, раззеленета. Пролет ни иде, денес имаме прекрасно време, убаво раззеленето, така да. Но имаме една многу убава порака на маицата која читате. Пишува знаењето на Исус е знаење на мирот, така и no Jesus, no peace или без Исус нема мир. Да, и тоа е голема вистина. Голема вистина. Работата е што ние што го познаваме Исус и што го познаваме мирот или што викаме да го познаваме мирот, мора и да го одржуваме тој мир. И тоа на вистина, иако е Божи мир, дан од небото, наше е да соработуваме со истиот и да го одржуваме истиот. И дека секогаш ќе викаме дека го изгубив мирот, а тоа е во тебе. Што значи? Ние имаме нешто се нарекува мир на лична основа, што треба да си го пазиме во нашите души, во нашите умови, и еден колективен мир, што ни го дал нашиот Господ Исус Христос, што исто треба да го пазиме, исто дури повеќе битен е од овој првичниот. Но, за да донесеме мир негде, ние самите однатре треба да му дозволиме на Христос да не смири. Или да дозволиме да ни го објасни мирот што веќе го стави во нас. И верувате зашто викаат, само не дај Боже, само војна да нема. Знаете зашто викаат? Зашто во мир е се полесно. Во мир е се подруго. Така да, и ние некогаш не очекуваме, али мислиме дека се зборува секогаш на војна што треба да биде или некаде е, па леле, но понекогаш имаме војна во самите нас. Војна во самите нас, што е дури по-опасна од било која војна што се случува. Зборам лично за тоа основа. И така да му веруваме на Исус дека не дошол да војува со нас, ниту па ние со него. Иако имаме во Стариот Завет такви примери, каде што пробале да војуваат со Господ и не успеале, се понизиле. Така да бидеме и ние такви луѓе, да го познаваме мирот што Господ го ставил во нас и на таков начин да делуваме, окей? Инаку, верувате, највеќе ќе се повредиме самите себе. Знаете, понекогаш даровите што ги имаме во Господ, талентите што ги имаме во Господ, тие се да се умножуваат. И така треба да биде. Но верувате, освен што Господ ставил авторитет врз сам како тебе, како личност, да ги негуваш истите, дал авторитет на црквата, да ги негува истите, да ги препознава истите и истите да им дава чест и во даден момент, согласно со верата во која растеме, да бидеме повикани да правиме работи. Така да мора да бидеме исклучително осетливи на тие нешта. Имав еден пример пред сите да дојдете тука. Тука сме веќе, бевме саат време пред да почне службата, се молиме. Еве на јавна покана и повик. Секој што сака. Ние ќе направиме понатаму и списоци. Али еве како првична идеја. Секој што сака да се моли во заедништво со неколку луѓе пред почетокот на службата, слободно дојдете некој пола саат пред служба. Понатаму може да правиме и списоци, да опфатиме и фамилии да идат. Знаете, не се работи дали ние експресно или помалку експресно ќе ја наполниме црквата или се. Ја верувам дека Господ е полни црквата. Амин. Ја верувам дека Бог е полни црквата. И така треба да биде. И така треба да биде. Но Бог нас не потикнува за работите што веќе ги има спремено, за она што ќе зборам денеска, за таа Божја волја, што преку Христос е во нас, ние со неа да соработуваме. Соработување со Божјата волја е соработување со црквата. Ама која црква? Каде е таа црква? Со кого поточно? Да, со тие што се старешини и што ја водат црквата. Треба да постои таа соработка. И таа соработка никогаш не е еднострана. Да, секогаш старешините треба да им текне се и они да повикаат. Тоа е едниот дел од нас. Другиот дел е кој сака може да појде и да праша и да биде искористен на вистински начин. И мора едно нешто во сето ова да сватиме. На вистински начин. Знаете, јас верувам дека како црква сме и ќе продолжиме
да гледаме во луѓето и на вистински начин да бидат искористени во Божјото царство. Иако искористени е малку за наши услови македонски, може би тежок збор, или, како да кажам, ќе не користат ли? Многу пубав е употребени, но зошто да не дозволиме да бидеме искористени за Божјото царство? Ако ние го имаме Бог, што никогаш не можеме да го доисцрпиме, ние имаме истата сила што живее во нас, за никогаш да не можеме да бидеме исцрпени, но мора секогаш да црпиме ние од изворот. Амин? Така да бидеме осетливи, без разлика на сите дарови што ни се дадени, да бидеме осетливи на мирот и да бидеме осетливи на слободата, која е и што ја имаме во Христос. Сме збореле многу за слободата. Знаете, ние на слобода не е ослободен од се. Секоја слобода како општествено уредување, но и Божјо уредување, има свој устав на кој ние се темелиме. И према тој устав ние сме слободни и слободно делуваме. И кога некој право во тој устав ќе ни биде разнишано, ние се бунтуваме. Го разбираме овој дел? Така да, слободата е во нас, да ние бидеме робови на истата. Така пише во Библијата. Бидете робови, Павле го вика, на слободата. Амин. И да си роб на слободата, никогаш не е да робуваш во пранги, да не знаеш на кого робуваш, да не знаеш зошто робуваш. Да си роб на слободата. Вака, во светот луѓето ни викаат вака, види, ви замерувам на вас христијаните, зошто? Вие мора на сила да сте добри, вие мора да сте добри, отчетни, послушни, мора да сте. Знаете, и може би луѓето во текот на годините, во текот на растежот на христијанството, го нашле тој дел каде што имало помало разбирање за слободата и каде што навистина луѓето биле приморувани и терани, но вистинската слобода е да сакаш и Господ ти даде шанса и сила да можеш да бидеш добар, послушен, понизен, охрабрен. Амин. Тоа е вистинска слобода за ние кои уживаме и јас за таа две раце давам. 10 години веќе. Раце, нозе се. Тие што ме знаат дека не се штедам. Ко се работи вака. Али ќе одиме по редослед. Не се штедам. Ко се работи за жена ми. Не се штедам. Ко се работи за луѓето. Ко се работи за црквата. Ко се работи за општеството. Ко се работи за Македонија. Може би ќе звучат силни зборови, но во мене има таков момент. И за мене не е тоа силно. Да, растежот постои и ќе продолжи да постои. Павле не рекол на почетокот на животот луѓе дека, види, можев да ви бидам пример во се. Го рекол таму на крајот некаде на својот живот. Фала му на Господ што може да ви бидам пример во се. И така да, ние сите тежнееме кон тоа нешто. И тоа е еден нормален процес, нормален растеж на секоја една душа. Да утре застанеме пред луѓето што ни биле околу нас и речеме, стварно, барем пробав. Понекогаш пробата е бесплатна. Така, пробај бе, бесплатна е. Али може да донесе голема полза. Амин. Може да донесе голема полза, се насмејате, така? Зашто е така? Одлично, добре. Вау. Словењето, браво, мислам сме, нели, сите сме ги пофалувале и така ќе продолжи, така треба да биде, али денеска сакам тебе лично ептен да те пофалувам, браво. Да, Вики. Ја вака на тенџерите викам, кој ви кажал дека вас главите треба да ви бидат доле? Кој вас ви кажал дека треба да мислите колку што мислате ни просечни можеби тинеџери во Македонија? Немојте. И ова важи за сите. Немојте луѓе, тоа што го сонувате. Ајде првен, пробувајте го да го живеете, али и да го живееме. Амин. Немојте никаква лага од тој тип на. Види, на венната глава сабја не ја сече. Не знам, тие, нели? Ова се вистините работи со кои ние се соочуваме. Знаете колку пати сум кажал, станувам едно утро и сум херој.
И викам, леле Господе, преку мене ли ќе го смениш светов? За другото утро да станеш и да речеш, кој сум ја, никој ништо. И таа е таа борба што секој од нас ја има. Посебно кога стануваме. Зависи на која нога сме станати. Ако е на десна, ева првото, али е на лева ако сме. Тоа второто. Тоа не да нема врска. Али работата е, ќе збориме, што е Божја волја? Што конкретно е Божја волја? Океј? Божја волја е да бидеме херои на општество. Секој на различен начин, према дарот, према талентите, према растежот во верата, да бидеме херои на општество. Амин, се согласуваме со ова? Ако согласуваме, продолжуваме понатаму. Зашто мора да согласиме со овие работи, што се толку битни, исклучителни. Зошто? За да се видиме со исправен став во животот. Многу битна работа. Да го најдеме исправниот став во животот, но и за животот. Ако нешто човекот е во потрага, или треба да биде потрага, нека биде во потрага во тоа, а тоа се наоѓа во Господ. И за тоа ќе зборувам денеска. Ако памтите, пред 2 недели зборував за точниот наслов беше како Коки? Повикани. Повикани да ја дознаеме или да ја следиме Божјата волја, а денеска насловот е, иако денеска овие не излегува како што беше планирано, али ако си повикан, тогаш треба да бидеш и воден. Знаете, Господ никого така да водени од Божјата волја, и стварно, кога Господ те повикува, не те остава на празно. Никогаш. Не те остава, ајде те повикав и сега снајди се да те видам. Пошто рипаше пред тоа, ја вака ќе можам, ја така ќе можам. Јас сум се наоѓал во такви ситуации. Јако ќе, ако бидам ова, ќе можам вака да го направам, ова, вака да го направам. И тоа е еден мисловен процес на секој од нас. И така треба да биде. Зашто на место сме, размислуваме, тоа значи живи сме. Да, и во процесот растеме тоа, но Господ кога не повикува, тогаш и ни дава водство. Водство да живееме Божјата волја, така? Водство да бидеме водени од Божјата волја. И колку ќе најдеме некој прв стих да видиме? Најди го ти за секој случај Марко 1:11, али сакам пред Марко да спомнам нешто. Ние во животот водени сме од нешто секогаш. И ја тука сум ги набрал неколку. Ние сме водени од желба за докажување, например. Така, имаме дел, каде што можеби секој од нас помалку или повеќе, во тоа колку сме песимисти или колку сме оптимисти, да. Таква ни најверојатно желбата за докажување. И на англиски знам имаме еден час за песимисти и оптимисти и повеќе се виде дека повеќе биле песимисти. И ја размислував, знаете ли зашто е повеќе луѓето се песимисти него оптимисти? Зашто е полесно. Многу полесно да си песимист. Многу. Душата во секој еден од нас тежне е да биде песимист. Никој да не ја разбира и само она да е во право. Тоа значи песимист. И што? Оптимизмот бара одговорност од нас. Оптимизмот бара одговорност од нас. Што значи тоа? Види, те гледам, многу се расфалаш со позитивни зборови. Сакам да го видам и тоа во твојот живот. Али тоа е па нашиот поттик да вистина живееме на еден поквалитетен начин на живот. Така да, песимистот, колку и да е песимист, не е некој квалитет на живеење, али оптимизмот е голем. Сега, оптимизмот знае да прерасне во, да не речем бла-бла понекогаш, затоа ние, посебно кога се дрзнуваме да проповедаме или збориме, иако проповедање е нешто сосема друго. Пазете, целата Библија, нели, се проповеда или песни, секаде што се употребуваат и литературни фигури и сето тоа во ред. Но тоа што грото, што го зборуваме во нашиот живот, треба да го живееме. За да имаат пристап луѓето до она што го зборуваме. И тоа е тајната што ние треба да откриваме. Да, зборував се на човек, вика, во надворот Македонија или надворот Балканот,
Посебно луѓето успешни, многу малку зборуваат, а многу се успешни. Сега да кажем, многу можат да зборуваат, да се прават паметни, али не толку зборуваат. А ја наоѓам во нашата култура, каде што многу знаеме да зборуваме, многу силни зборови да кажуваме, али делата да не го покажуваат истото. Да не е она сразмерно со верата, ајде ова важи за нас христијаните што го разбираме Бог. Така? И така да мора да го правиме тој баланс во нас. И така да водени сме од желба. Што сме? Водени од чувства. Водени од чувства и емоции. И легитимно е луѓе да бидеме водени од чувства и емоции. Само мора да наоѓаме начин како понекогаш не да ги тргнеме на страна, него да ги сразмерно со верата во Христос да ги насочиме тие чувства и емоции. Да не бидеме класично само од нив, зашто многу пати знаеме да пострадаме, зашто сме биле само од чувства и емоции водени. Али Петар него исклучува здравиот разум. Вика, ви зборувам на вас, кои што сте од здрав разум. Водени од што друго можеме да бидеме? Водени од потребата за екзистенција. Нешто што искрено е наголемо на Балканов. Водени од потребата за екзистенција. И е реално. И го наоѓаме во нашите животи. И треба да бидеме водени од потребата за екзистенција. Но некогаш знаат луѓето да искористат пред екзистенција еден лош збор, гола екзистенција. Зашто ги гледаме околностите и гледаме што се случува во нашите животи и околу нас и викаме, да, тоа е борба за екзистенција. Нашиот поттик или мојот поттик кон сите вас, тоа значи и кон мене, е исто таа екзистенција да ја бараме во Божјата волја за нашиот живот. Луѓе, ќе ја зборам понатаму, Божјата волја да не го мешаме со Божјиот повик за нашиот живот. Океј? Тоа е сосема различно и тоа ќе збориме. Зошто? Зашто некој вика, како или да знам кај да одам, кога не си го знам уште повикот. Тоа е едно. Ќе видиме што е пред се Божјата волја. Водени од морал и од неморал. Многу пати луѓето се водени од ниски страсти. Али знаете ли кој го одржува светот? Добрите луѓе. Сте размислувале за тоа? Зборуваме со еден човек и вика, ама вака, масоните ова прават, не знам, овие она правеле, конспирити, ја понекогаш се уморувам. Иако сакам малце мистика околу сите тие, како се викаат, заговори, големи светски заговори, сакам таа мала мистика понекогаш да слушнам нешто, али понекогаш најмногу да замори. И да, и му викам, во ред, ама да знаеш дека не само балансот, него тоа што се случува во светот и што е добро, тоа е зашто добрите луѓе пред се надвладуваат. Го разбирам ова? Да. И колку и да мислите дека светот го води некој опасен таму со, не знам, со 7 срца сменети или било што, добрата совршена волја што е ставена во нас надвладува сето тоа. Алелуја. Водени од патриотизам. Искрено многу пати сум бил воден од патриотизам. И најверојатно уште. Кој ќе дојде празник, ја има една песна заветна. Знаете? Многу е убава песната и нонстоп си ја пуштам. Да си го градам малце патриотизмот во мене. Зашто јас сум патриота. Но знаете, со текот на времето созреав и сатив дека Господ ме прави да бидам вистински патриота. Знаете, понекогаш, ако затворите во некои кругови, вие ќе мислите дека сте патриот, зашто ќе како се вика, ќе слушате некои луѓе што наводно само они им ја мислат доброто нешто за Македонија и можете да заглавите. Во Господ можете да се најдете како вистински патриоти. Амин. На вистина. Што значи тоа? Тоа си ја сакате државата и луѓето што живеат во неа. Поголем патриотизам нема од тоа. Бар ја така мислам. Тоа не исклучува да се сакаме самите себе. Така да, како што одминува време, јас се наоѓам на вистинско место кога се работи моментот за патриотизам. И сакам да бидам, да не го исклучи Господ делот од мене, да бидам патриот. Кога се работи за интересите на нашата земја. Зашто тоа значи исто интереси за нашите себе, за самите нас.
интереси за нашите деца, но и за нашите повозрастни и родители. Водени од желбата, добри похотата на телото. Многу пати и тоа, и затоа Павле нонстоп не поучува така, да ги смируваме похотите на телото, но ни кажува и како, преку духот. Преку духот вика, смирувајте ги похотите на телото. И за нас е тоа можно. Возможно нешто. И еве го она. Да си воден од Божјата волја, значи да имаш исправен став кон животот. Исправниот став во животот не зависи од околностите, туку колку длабоко сме зацврстени во него. Да си воден од Божјата волја, значи да имаш исправен став кон твојот живот пред се. Исправен став кон животот општо. Што значи живот? Што значи вечен живот? Да го познаваме оној Јован, да го познаваме него, да познаваме неговата волја. Знаете, овие се релевантни водства, што во текот на животот ние со некој се бориме, со некој ни угодуваат, но постојат. Но имаше еден момент, зборам за оние што го прифатиле Христос и што го доживеале мирот и спасението. Има еден момент каде што сето спасението ни дава светла точка врз работите. Ни дава светла точка врз она од што ние пред тоа сме биле водени и што сега треба да ни биде светилка на нашиот пат. И што треба да ни биде светилка на нашиот пат? Господ. Зборот Божи е вика како светилка на вашата нога. Вау. И во Марко 1:11 денеска сум многу кецови. Еве кај да ја најдеме Божјата волја, зашто Божјата волја не е негде каде што не можеме да најдеме, не е негде каде што не можеме, не е негде каде што мора, не знам, да копаме повеќе од колку што треба. Па знаете, таа една копал и таман до дијамантите да дојде, ништо не направил, не ископал, па дојдешол друг, само еден копач удрил дијамантите, него ја имаме за сите. И што е? И вика се чу гласом небесата, ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. И најди одма во Прво Солуњаните 5:16-8, ова направи споредба, само за да видиме дека Божјата волја не е ни во ветровите, ни во брановите, него е во Христос Исус, нашиот Господ. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се. Зашто? Зашто таква е волјата Божја во Христос Исус, спрема вас. Евеа дефиницијата за Божја волја. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се. Не било ни многу тешко, не било тешко да се научи, али верувате дека е тешко да се живее. Или бара наша соработка и наш напор за истите. Знаете, понекогаш, зашто ги читаме дека се убави нешта, например, радуе секогаш се, и ние мислиме дека се, да, лесни се овие работи, али не се. Предизвик се за сите нас. После тоа, кога слушнаме и кога знаеме дека нели повеќе се песимисти него оптимисти, знаеме дека овој дел е предизвик за нас, но е вистинит и реален за нас. Сега, што е убавината во сето ова? Ова е во Христос, а Христос е во нас. Што значи? Ние го имаме. Што треба кога да правиме? Да го препознаваме. Ние треба да го препознаваме ова. Што да препознаваме? Дека Божјата радост е плодот на Духот и преку благодат е во нас. И што значи тоа? И имаме опцијата да се радуваме на сите бури, покрај сите бури околу нас. Зошто? Тоа не е загуба. Тоа ни дава сила да ги надминеме тие бури. Друго, молете се постојано. Нешто што не треба да биде изоставен дел од нашиот живот. Него треба да биде начин на живот во нас самите. Да бидеме постојано бодри во молитва. Знаете што значи постојано? Ја како го размислувам постојано во молитва? Дека да, Господе, јас сум свесен за Тебе. И за тоа дека Ти ме слушаш и дека си дал молитва во мене. И не мора тогаш да се одвојувам постојано
за молитва. Тогаш можам да бидам не знам, да одберам, во текот на денот ли ќе биде, во текот на неделата ли ќе биде, еве го имаме и поема во четврток, убаво место да се одвоиме. Но свесноста дека Бог не слуша и дека става молитва во нас, е тоа да си постојам во молитвата. И благодарете за се. Благодарете за се, или на некој место пишува благодарете во се. Дури мислам дека и повеќе ми се свиѓа тој превод, благодарете во се. Тоа значи да имаме став на благодарност кон животот. Став на благодарност кон Господ. Не само да викаме да, управо си, можело и полошо, него да имаме искрен став на благодарност. Во малку беше верен, добар слуго, и ќе те поставам на многу. Е став на благодарност за тоа што го разбираме во моментот. За некој може би тоа што го разбира во моментот е многу големо. Радувај се за истото. Благодари за тоа. За некој што во моментот што према разбирањето мисли дека тоа што Господ го прави во животот е многу мало, дека треба уште, али радувај се, ќе дојде уште. Радоста ги отвара тие врати што друго нешто не може да ги отвори. Благодарноста ги отвара тие врати што нешто друго не може да ги отвори, што некој систем не може да ги отвори. Еден човек дојде од Индија, луѓе. Имавме тинеџерски, за да не стресе кога рече Господ отвара врати таму каде што нема. И очекувавме да рече, и тој го кажа тоа, Господ отвара врати меѓу зидовите каде што нема. Но знаете што рече? Господ отвара врати и на плафонот каде што нема. И тоа не стресе. Искрено, во тој момент и уште ми е толку свежо и живо. Господ отвара во вашиот живот врати. Таму каде што не сте ни чукале. А замисли колку каде што сте чукале. Чукајте и ќе ви биде отворено. Е толку едноставно нешто. А вистинито, тоа чудесно. Знаете ли што рекол еден, нема да спомнам кој, може некој ќе го препознае. Еден човек, ајде, Достоевски, рекол вака. Исус е вистината, патот и животот. Но и да не е. Да дојде некој да ми објасни дека нешто друго има поголема вистина од Исус. Јас вика ќе останам со Исус. Ради љубовта. И тоа докажува дека не секогаш потрагата по вистината е вистинско место и тло на кое газиме, луѓе. Потрагата укотвени во љубовта е вистинската на која треба да газиме. Основата, она што рековме, олмата, за многу мина што не знаат, површината што израмнува се во нашиот живот, што покрива е љубовта. Амин. Ќе бараме друг стих. Најди го 2 Тимотеј 1:9. Види, Бог не спаси нас поради нашите добри дела, тоа го знаеме сите. Ја мислам дека на сите ни е јасно. Бог не ве спаси, пази, не ги спомнувам лошите дела, знаеме дека по лошите не може да, него намерно ги спомнувам, Бог не спаси поради нашите добри дела. Зошто не спаси? Кој не спаси, не повика кон светот звање не поради нашите дела, туку по својата добра волја и благодат. Бог имаше добра волја да не спаси. Такви какви што сме. Што ни е дадена во кого пак? Во Христос Исус преку вечни времиња. Така да, луѓе, слушнете го овој пример. Овој пример е вистинит, реален, се случи и мене секогаш кој ќе ми текне, ми е, не знам, онака, ме топи. Имавме една баба. Не беше моја лична баба, од фамилија, него, нели, постара женама и некако од сватовите, така некако можам да кажам, сватовите, ама баба. Баба си е баба. И како деца многу неа, што ви кажат бугарите, обичавме. Или многу не ни правеше кејфот. Некако и имавме така погрешно мислење и можеби и жената во тоа што одеше и што правеше и делуваше на такво нешто. И окей, нели? И растеме, секако што растеме, не дозволуваш тие не ни беше многу блиска па да нешто биде по-длабоко, но секогаш, знаете, имаме за некои луѓе кои ќе размислиме, за него, кузне, бе, и многу пати
не знам, него и Господ не го спасува онака. И тој став не треба да го имаме во нашиот живот. Никогаш. Ако сме го имале до сега и ни било изречица, не верувам дека некој од нас, барем тука што сме во салава, дека тоа вистински го мисли. Ама знаеме да ни биде изречица. Можеме да го тргнеме. Стварно, можеме. Но, и со тек на време. Знаете ли што се случи? Пазите Господ колку е добар, луѓе. И Господ колку не гледа на сите тие работи, ние што гледаме. Жената многу остаре, се разболе и од извор требаше да дојде во болница во Скопје и да немаше место на клиниката кај што требаше да биде и да имаше место кај Данче на работа и Данче вечерта да ја води во молитва, жената да се спаси и да си умре спасена на некои 85 години. Вау! Вау! Мислам, знаете како? Ова ми е си го спомнам примерот на крстот за човекот што се спасува прв, колку бил лош и се, и ова ми текнува. Вау, Господе, колку си ти добар. И не гледаш тоа што ние го гледаме. Не гледаш на нашите дела. И колку ти имаш надеж за луѓето, кога ние неаме. И кога ние забораваме и мислиме дека и ти си ги заборавил, ти не ги забораваш. Вау, луѓе, после 100 години, јас сум заборавил дека бабата постои. До толку. Разбирате? Иде, нема место, кај Данче ја води. Данче истото го направи вчера и соуштена баба. Не моја, ама баба, женичка, во години, негде скоро 90 години. И го направи тоа. И тоа е Божјата волја. И Божиот начин како не користи таму каде што сме. И немојте да го занемарувате ова. Немојте да занемарувате, зашто го имате во вашиот живот, да го занемарувате добро, али сакам да видам и поголемо нешто. Океј, ќе видиме луѓе и поголемо нешто. И гледаме, но немојте ги занемарувате овие работи. Кога еден се спасува, целото небо слави. Ајде, врати се на Солунците, прво Солунците 5 глава 16-18 стих. Знаете, ова со исправниот став ми е многу, многу мене барем ме допира и го согледувам како вистински начин на тоа како треба да се движиме. И ја мислам дека исправен став да се има во животот е да го имам ова, нели, што го спомнав. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се. Мислам дека за секој еден христијанин ова е исправен став за животот и кон животот. Исправен став за она каде треба да се движи. Со сите тие попратни работи. Зошто? Зашто овој начин на живот не исцелува од фрустрации. Не исцелува од неуспеси. Не исцелува од околности што ни се натоваруваат. И верувате, ако мене ме прашате, или многу пати со луѓе ќе зборам и зашто ме гледаат така убав насмеан и викаат, добри ле, ама тебе така Господ те создал и лесно ти е тоа да го живееш. И знаете, сме имале такви дебати со луѓе што послабо го разбираат Господ и кога ќе им кажам за некои работи нешта, они, ама не е можно, пак малце да не го филуваш. Знаете, но еве што сум пишал. Оваа форма или подобро кажано исправен став кон животот одамна ја согледав и ја применувам. Но се разбира, уште учам за неа. Како и секој ние што треба и да учиме уште. И кога во конверзација со луѓето сум го посочувал како нешто на што треба да се темели нашиот живот, не секогаш сум бил разбран, а понекогаш и исмеан. Луѓето ме прашувале дали има смисла во сето во светот во кој живееме. Дали ова сето има смисла во светот во кој живееме? Ја им викам, ја ќе ви покажам со пример дека има смисла. Знаете, сум идел моменти и кај што е борба. Дали да тажам, да се повлечам и да повикам и другите да ме тажат, или сепак наоѓам во Господ сила и продолжувам да се радувам. Не да се радувам како некој што нема за што да се радува, него напротив. Посебно време, многу работи кои да ги кажам ги погодувам. Така ќе бидат. И луѓе, тоа не е само дарот. Тоа е процес на зреење во нашите животи. Тоа е процес на растење во нашите животи. И некои работи не ни се случуваат зашто сме го избегнале процесот и ни се случуваат зашто сме се
сме влегле и сме го прифатиле процесот на Господ во нас. Имаме ние и други процеси на кои можеме да се килавиме, вика, дали да влеземе во нивните процеси, дали да не. Но да гледаме да влеземе во процесот на Господ што го прави во нашиот живот. И така да со мојот живот можам да ви покажам. Има луѓе меѓу вас што јас работев, работев плочки лепев или се и се дивев на тие луѓе, професори, вака се ги знаев, ги познавам, нема да ги посочувам, но со текот на време му дозволив на Господ да работи во мене. И покрај сите оние таленти што Господ ги ставил во мене и дарови, Он да ги обработува, Он да ги работи. И во понизност и послушност да навистина излезат во вистинско време на површина. И тоа е оној пат за сите еден од нас. Верувате дека на таков начин е патот. Да, ние сме секој посебен во Христос и на посебен начин ќе ги доживуваме работите и ќе ги изнесуваме на виделина, но од прилика која прашате, тоа е патот. Тоа е библискиот пат на животот. Највеќе Господ ме докажал кога не сум се докажувал. Зборев со еден пријател, што е јавна личност. И ми вика, не успеав. Бев кај што бев и не успеав. Викам, да не проба да се докажуваш многу. Знаеш дека, вика, тоа ми беше, речи го, цело време сакав да се докажам. Викам, следниот пат кој ќе појдеш, остави. Господ нека да докаже. Од тогаш човекот има успех. Знаете зашто? Зашто послуши го прифати. Има успех и сега ја согледува баш Божјата волја што Господ те прави во неговиот живот во моментот. Така да, Давид не појде он да се докажува. Ќе видите сега, дури немаш ни со што многу да се докажува. Зашто него не можеше да го облече ни оклопот на него. Зашто беше многу големо неговите браќи и војници, он беше малечок. Но вика, јас не во моје име, но во името на Господ идам и ќе те поразнам тебе. Амин. Да. Дозволете Бог да ве докажува во право време да ве издигнува. За секој има еден план. Амин. А дали има смисла тоа во нашиот живот? Дали ова има смисла што го читаме? Предвајте си, има голема смисла. И нешто има голема смисла. Има голема моќ. Во нашите стари завети не е ставена мудроста Соломонова, а на едно место пишува, вика, моќна е твојата волја. Вау. Моќна е твојата волја. Да порази секој непријател. Зборам на околност. Не зборам кога зборам на пријател за луѓе. Луѓето ни се пријатели нас. Колку и понекогаш они да мислат дека не ни се или се, во неразбирање, луѓето нас ни се пријатели. Но на моќна е Божјата волја да надмине секоја околност во нашиот живот. Лука 5.5. Лука 5.5 е каде што Петар, иако рибар, и веќе знаел да лови. Верувате дека на Петар не му било прв пат сигурно, зашто рибарот тоа живеел. Не му било прв пат да ги наполни мрежите сигурно. Но овој пат, полнење на мрежите му го менјаа животот на Петар. Овој пат е нешто сосема поинако од било когата тогаш, додека рибарел. Но Симон му одговори и рече, учителе, цела ноќ се трудевме. Исус им вика, фрлете ги мрежите во подлабокото. И овдека, пазете, овдека има големи длабочини. И за во подлабокото да ги фрлат. И не дека, нели, нормално е во подлабокото повеќе риби има, но во подлабокото точно е. Кога одиме повеќе во длабочините на Бог, таму има повеќе риби, таму има повеќе мудри мисли, таму има повеќе созревање, таму има повеќе работи што ќе ни помогнат во зрелоста на животот. Но за тоа друг пат. Иако има некој теолози, научници, али сумљиво ми е тоа теолози, зашто одат само на една крајност, каде што, тоа не се случило, него тоа е уствари, тоа е само, како се вика, процес на умот. Исус тука им објаснува за процес на умот и се. Не, ја верувам, цврсто уверен дека ова се случило, зашто на многу мест, Петар на едно место има кажано, имаме несоборливи докази дека Христос воскресна и дека беше меѓу нас. Така да овие работи случувале. И
Вика, но Симон одговори и рече, учителе, цела ноќ се трудеме и ништо не уловиме, но по твојата волја ќе ја фрлиме мрежата. Петар, иако рибар, знаел повеќе да лови риби од Исус, сигурно и тоа. Се понизува, иако не бил многу послушен како карактер, одлучува да послуша. Знаете, Петар во кога го читам многу пати, во која категорија ми е? Водени од желба за докажување. Сте размислувале? Петар секогаш сака прв да се докаже. Дури прв погодил, ама не од него, од духот, дека Исус е Божиот син. Па рипнал прв да го одбрани и такви некои нешта, и тоа понекогаш не поучува дека немој да не рипаме да се докажуваме, зашто падот може да биде исто голем. На Петар бил таков падот, добре што Исус е Исус и го прифаќа со се. И вика, но по твоја волја ќе ја фрлиме мрежата. Знаете што е случило? Се преплавило. Мрежите почнале да пукаат. Зошто? Зашто Петар по волјата на Господарот во овој случај уште може и не знае. Уште не знае дека Исус е, спасителот, мисли дека е некој паметен учител, зашто пред тоа Исус тука ги поучува. И влегува во коробот и уште продолжува да ги поучува и после вика одете во длабокот и фрлете ги. Ама доволно му било тоа. Доволно му било тоа за да се понизи и да го послуша. И послушноста вади резултати како никогаш до тогаш. Пукаат мрежи се, падат риби се. Знаете ли што? Не пишува дека ги земале рибите. Кога Исус ќе дојде во твојот живот, она што си мислел, дека за тебе е да и амин, и треба да се бориш со сите сили за истото, наеднаш може почнува да снемува и мисла. Зашто Бог ти дава друга смисла за животот. И Петар оставаат риби и се, и викаат, тебе ќе те следиме. Тебе ќе те следиме, ова што го видовме ние доказ дека ти си голем човек. Вау! Исусе, тебе ќе те следиме. Може сите да го повториме. Исусе, тебе ќе те следиме. Иако сме го повторувале ова, сигурно сите го повторувате во вашиот живот. Убаво е да се кажува секогаш. Вау! И ако е нешто безбедно место, безбедно е во неговата волја. Дури понекогаш кога не ја разбираме, кога не ни е јасна. Знаете, со младите кога работам, пак ќе кажам зашто тоа ни е, еден голем дел од нашиот живот го зафаќа баш тоа работа со младите, и им викам вака: во вашиот растеж нема секогаш да ги разбирате родителите, но и ќе мислите дека сте дури попаметни од родителите и повеќе знаете за ситуацијата од родителите. Но кога нема да можете да ги разберете и кога не ви е јасно што ви зборуваат, некогаш бидете слепи послушници и само послушајте. Не само што ве сакаат, но што ги поминале вашите години и знаат. Така да, истото важи за сите нас. Исус ги помина работите и знае. Понекогаш доволно е да бидеме и слепи послушници. Амин. Ево што сум пишал. Бог не повикува во грубо извршување на неговата волја, туку преку обука во која е вклучена и наша соработка. Многу битно. Знаете, Бог не повикува извршува Божјата волја, не ти дава инструкции, не ти прави обука и ти вика, ајде сега да видиме до каде можеш. И ти пробуваш да се снаоѓаш. Пробуваш, па не ти успева се, него. Преку обука во која е вклучена и наша соработка. Луѓе, пророштвата што ги имате добиено, волјава за која ја збориме, повикот за кој силно можеби понекогаш вика во вас, бара наша соработка, за да биде исполнета. Инаку ќе биде, Зоран каже на многу бава работа, илузија на знаењето е незнаењето. Знаете, понекогаш си правиме илузија дека знаеме некоја работа, а усвари ние само, можеби, сме ја приметиле или сме ја прочитале и тоа ни прави илузија дека ја знаеме, а во практичен живот е усвари наше незнаење. Тоа е мудра мисла на Зоран Спасовски. Он денеска зборува во шутка, така мислам, така го поздравуваме Зоран. Има сигурно убаво и благословено време.
Така да дочитам мислава. Бог не повикува во грубо извршување на неговата волја, туку преку обука во која е вклучена и наша соработка не прави да можеме и да сакаме да действуваме според неговата добра волја. Филипјани 2:13, мене ми е еден од омилените стихови, нон-стоп го кажувам тоа и во молитва и се. Фала ти Господе што ти направи да можеме и да сакаме да действуваме. Оти верувате дека ние како луѓе сме бунтовни и дека кога ќе ни речат мораш ти одма назад, мораш уште еднаш назад. Не морам. Морам, ама не морам. И така постапуваме. Али фала му на Бог што во нашиот живот прави да сакаме, да можеме. Зашто Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра волја. Во многу случаи кај што кажува за неговата волја, писателот кажува добра. Луѓе, на сигурно место сме. Зошто? Зашто неговата волја е добра. Да. Нашиот процес на спознавање е валиден и треба да постои. Зашто во процесот е растежот. Растежот нема растеж без процес. Го разбираме момент, многу е битен. Имаме процес и во тој процес ние растеме. Од ден во ден. Вау. Сигурно ќе ме слушнете многу пати кај што викам фала ти Господе што можеме и што сакаме. Фала ти Господе, тоа е тоа овој стих. Филипјани 2 глава 13. Фала ти Господе што можеме и што сакаме. Го спомнав она со Божиот повик и може би друг пат подлабоко ќе зборуваме за сето тоа, но мора да ги разликуваме нештата. Едно е личен повик. Има и лична Божја волја, нели, за сите нас. И едно е личен повик во кој сме повикани. Ама и тој повик се наоѓа во Божјата волја. Во онаа волја да се радуваме, да благодариме и да се молиме. Знаете, инак, ако го одземеме едното од другото, би било груб повик, каде што ние повеќе ќе повредуваме, него што ќе носиме благослов на луѓето. Оти, ако повикот е за нешто, повикот не е ни за небо, ни за тебе. За луѓето околу нас. Амин. Повикот, луѓе, е за луѓето околу нас. Не е ни за ангелите, да им угодиме или да им... Не, за луѓето околу нас. И за тие што ги познаваме и што го познаваат Христос, и за тие што не го познаваат Христос и што не ги познаваме. Амин. Да, во прва Коринтијани, кој ќе вика бе? Прва Коринтијани 1:1. Што таму нема ништо, али таму пишува според Божјата волја Павле е повикан. Според она што Господ има Божја волја добра за нашиот живот, сме повикани да правиме едни ова, едни она, едни да слават, едни да се дружат со луѓе, се и да се најдеме во телото што е Христово, а што е црквата. Амин. Црквата. Бог е суверен Бог и за ова прашање историски гледано има многу големи несогласности. Зошто? Зашто многу било злоупотребувано од црквата лично. Или, уште поточно, од старешините. Зборам од оние, монарси или било што, каде што биле и цареви монарси, посебно низ историјата. Многу е злоупотребувано. Зашто сувереноста е зимале на Бог, е зимале за себе и правеле се по своја волја. Бог е суверен Бог. Ние не сме суверени. Амин. Тоа мора да го разбереме. Понекогаш многу пати знам да кажам, види, Бог е твој Бог, не си ти негов Бог. Тоа мора да ни биде најасно, така? Зашто ние можеме да ги развонуваме работите во онаа совршена љубов, каде што совршената љубов не ги развонува работите, ние знаеме да ги развонниме. Ама Бог мора. Бог не мора. Не мора. Зошто? Зашто Бог е суверен Бог. Но, луѓето го слушале тоа со векови и направило одбивност во нив. И затоа има многу револуции. На многу пати низ историјата христијанството било пред колапс. Се јавиле просветителите, 1800 и која година француска револуција и навистина било пред колапс.
Зошто? Зошто било лошо пренесен од црквата или од старешините во тоа време. Комунизмот скоро да го уништеше православието во овие простори или христијанството во овие простори пред се. Но и таму не успеа. И не успеа зашто они многу знаат да обвинат дека види христијанството нонстоп зима разни облици за да биде присутно тука со општеството. И го имаме ние тој дел, каде што мора да ги познаваме времињата. Така, но не да се сообразуваме со тој став. Него Господ секогаш си наоѓал духовни движења за да го задржи своето на оваа земја. И затоа никогаш нема да биде поразено. Или да, како што многу пати знаат да кажат некој дека е на чекор до уништување. Никогаш. И кога збориме за Бог е суверен, многу пати со некои луѓе зборев и вика, добро, дали треба да се плашиме од тоа? Викам, би требало. Другите божества, што се лажни, исто зборуваат за некои богови суверени, каде што се плашат. Зошто? Зашто мислат дека ако на Бог му текне да се налути, ќе може да се налути. И викам, да, би требало. Ако го немаше Христос, да умре и да воскресне. Затоа Бог, суверениот, ја стави Божјата волја во Христос, луѓе. Да имаме тотална сигурност дека Бог нема да го смени планот. Дека Бог е 100% суверен во работите што ги прави, но ги прави тоа од љубов. И од тоа, од истата љубов со која го сака својот син. И ние сме на тотална, сигурна основа кога се работи за тоа. И затоа можеме да кажеме, ради разбирањето на Христос и волјата што е во Христос, ние можеме да кажеме дека Бог е суверен. И се прави по советот на кого? По советот на својата волја. Се прави по советот на својата волја. Каде беше неговата волја? Во Христос. Зашто сме повикани? Да ги откриваме тајните на неговата волја. Значи што? Бог се прави со советот на она што ние го знаеме. И тоа ни е на сигурна основа. Дека живееме со единствениот, вистински, суверен, но добар Бог, што е љубов. Вау. За оваја аплауз ќе дадам, ама. Ајде што Откровение кој ќе завршува. Откровение 15:3. И ја пеја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето велејки. Големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, се содржителе. Праведни и вистините се Твоите патишта, или на друго место пишува, праведна и вистината е Твојата волја. Праведна и вистината, или она што го збориме сега, ние сме непостојани во нашите патишта, но Бог е постојан во неговите патишта. Така да праведни и вистинити се неговите патишта, кои се десни и кои ние сите тука по нив сме тргнати. Амин. Така да, луѓе, колку и да проповедта изгледа дека само треба да се измотивираме или инспирираме, мора од овдека да излеземе со поттик. Да истражиме, да соработуваме и да делуваме. Амин. Ја ве благословувам и Тони ме замоли да завршам, ќе завршам на крај, но пред се да се молиме. Може ли? Дори може ако сакате и да станете да се молиме. Фала ти, Тато, за прекрасната можност да можеме заедно сите да не само да се поучиме, Господе, да уживаме во Твоето присуство, Господе, што е на толку изразено, Господе, толку изразено што луѓе го чувствуваат толку силно и дури не знаат како да го опишат, но да, тоа е присуството на Бог, тоа е присуството на Светиот Дух што е во нас. И фала ти, Господе, што навистина можеме во секаква збунетост или секаква ароганција дури да пристапиме кон Тебе, Господе, зашто Ти, Исусе, го отвори патот кон Твојот трон. И фала Ти, Господе, што таму можеме да најдеме утеха, можеме да најдеме благослов, можеме да најдеме се она што ни е потребно за во време во денови на потреба, Господе, во денови каде што навистински може и не се чувствуваме добро, Господи. И фала Ти што навистина Ти ја сакаш црквата, Господи, и фала Ти што и нас
не правиш, еве го да можеме и да сакаме, да се сакаме едни со други и така да учиме да те сакаме тебе, Господе. Фала ти што ти не бараш жртва од нас, ти бараш милост од нас, Господе. Тоа што ти си таков милостив си, Господе. Полн со благодат си, Господе. И фала ти што преку благодатта, Господе, не внесе во твојата вистина, Господе. Фала ти, Господе, што од тука ќе излеземе сите охрабрени, Господе. Охрабрени не само за цела недела и за понатаму, Господе. Дури и некој кога ако мисла дека ова е храна кој ќе дојдат ако не дојдат на наредната недела, уште да ги држи она што ти го правиш во нивниот живот, зашто ти секој дневно ги посетуваш и го правиш тоа во нивниот живот. Фала ти во твоето пресвето име. Амин.